Мислам дека ова што го направија Македонски манифест е еден чекор кој што сака пред македонската јавност пред се да го представи континуитетот на името на Македонија и на името македонец. Јас сметав дека ние како генерација нема да го доживееме процесот на негирање на Македонија и на македонската нација, македонскиот идентитет, меѓутоа сведоци сме дека денеска како да ни се повторува историјата, како да се враќаат се ништата од крајот на 19 и почетокот на 20 век. Од сите страни Македонија сме сведоци дека е соочена со барање да го промени името за да може да влезе во Европската унија и во НАТО структурите. Оно што го прави Македонскиот манифест во основа представува извадоци од разни историски документи, преку кои што од антиката па се до денеска се настојува да се презентира пред јавноста дека името Македонија и македонци има свој континуитет и никогаш во историјата нема прекин во именувањето на народот кој што живее на оваа територија. Колку е значајно се тоа што го прави Македонскиот манифест и колку е значајно се тоа што ќе го прават да биде преточено во една книга која патем е двојазична? И мислите ли дека на ваков начин може да се смени? Видите, сигурно дека во секој општество мора да има некој кој што ќе биде гласен и кој што ќе ја анимира јавноста за во однос на она што се случува. Па ја мислам дека освен Македонскиот манифест кој што до сега излегува со своји мислења во однос на одредени изјави на странски амбасадори или на европски некои пратеници се единствени кои што настојуваат да го анимираат пред македонската јавност прашањето за оно што не се случува. Нивниот став е многу јасен. Тие воопшто не размислуваат за промена на името Македонија. Дори сметаат дека тоа воопшто не треба ни да се помисли, да се менува некој да преземе одговорност да го промени името Македонија, кое што име со генерации се пренесувало од колено на колено и денеска ние сме дел од тоа име. Тоа е пораката која што излече од пораката е таа дека името Македонија и македонци не е добиено на референдуми кој ни дал право на нас да излегуваме на референдум и да гласаме за промена на нешто што со генерации го пренесувале нашите предци од генерација на генерација. И само сте напрашен, мајте предвид дека книгата е на македонски и на англиски, сметате ли дека може на ваков начин да допре пораката? Па мислам дека тоа е една од вредностите на книгата, затоа што ретко кај нас во Македонија се објавуваат книги и на англиски и на македонски јазик. Очекувам што го направи Македонски манифест за поздравување, затоа што книгата може да биде достапна до сите оние надвор од Македонија кои што не негираат и можат самите да прочитаат од документи, тоест од нивни документи, затоа што најголем број од документите за однос на Македонија се наоѓаат во архивите на нашите соседи и во архивите на западноевропските држави.